Струмичани реагираат и бараат поинтензивно чистење на улиците и локалните патишта во општината. Тврдат дека улиците се замрзнати, а во повисоките делови од градот воопшто не се движат моторни возила. Смета дека надлежните институции треба да бидат поагилни кога станува збор за расчистување на снегот од фреквентните улици, но и улиците од повисоките делови од градот. Треба да бидат многу лъскаво и кашарливо времето. Ќе спопаѓа народо и ќе не ударат внимание. Се гледа само. Се гледајте, што да ви? А само во Струмице, возни селата како е, ако си во село? Од село сам, нема ништо изчистено. Пред се на институциите, а после народот сам ќе се свати. А така како нигде ништо не е изчистено. Иначе шофер сум да треба некој пат да ја покажам видео од Русија, да видиш како се чисти. Русија, Украина, Белорусија. Екипи на Струмички комуналец постојано се на терен. Со механизација се чистат улиците во централното градско подрачје и повисоките делови од градот, информира од општината. Рачно се расчистуваат и тротоарите и пешачките зони. Вработените од комуналец тврдат дека струмичани не чистат пред своите домови. Пред нивните домове слабо почистват, не е толку изчистено баш. Така... Значи се чека на комуналец? Да. Бидејќи ќе можеме белки да се изкара това зимно време, оти тие температури се такви. Мора да попуштат народу и знаа све, оти чим е заледено, да се оправа работ. И граѓаните треба да се вклучат во чистењето на тротоарите, иако ретко се гледа тоа на терен, коментира од еколошкото друштво Планетум, апелирајќи на поголема свеска и струмичани. Мислам дека ретко чистат струмичани, да. По моје искуство, затоа што сум и член на еколошко друштво, знам дека законот наложува сите да чистиме пред своите дворови и пред стопански субјекти, но тоа ретко се случува од нашите сограѓани. Денове во Струмичко интензивно врне снег. Снежната покривка на одредени локации се движи над 20 см. Дополнителен проблем се и екстремно ниските температури кои предизвикуваат голомразици по улиците и локалните патишта во општината.